Ова е Flash International, ги гледате на актуелните информации од светот. Нов ракетен напад врз Израел од либанска територија. Најмалку 2 ракети биле истрелани од Јужен Либан пошто следел жесток артилериски напад од страна на Израел, соопштија безбедносни функционери од двете земји. Досега никој не презел одговорност за овој напад. Нападите од Либан се случуваат паралелно со офанзивата на израелските воени сили во појасот Газа. Обединетите нации го премести меѓународниот персонал во Либија од базата на безбедно место. Портпаролот на Обединетите нации потврди дека нивните вработени се преместени, но не даде дополнителни детали поради влошената безбедносна состојба во земјата. Во последните борби за преземање на контролата врз либискиот главен аеродром во Триполи загинаа најмалку 7 лица. Војските на Русија и Србија оваа есен ќе одржат заедничка воена вежба. Вежбите меѓу припадниците на копнените сили на војската на Србија и војниците на воздушните единици на оружените сили на Русија ќе се одржат во Србија, а во тек се планирање и усогласување на деталите. Белградскиот весник Политика пишува дека за оваа вежба влада и голем интерес во меѓународните дипломатски и воени кругови. Започна операцијата за извлекување на потонатиот брод Коста Конкордија. Ова е една од најголемите поморски операции од овој вид во историјата. Стотина лица се ангажирани за неговото извлекување и се очекува дека целосното преместување на бродот ќе трае околу една недела. Бродот ќе биде однесен во своето матично пристаниште во Дженова, каде потоа ќе биде расклопен за старо железо, пренесува BBC. 4 лица се удавени при последното потонување на брод во Егејското море, додека во меѓувреме во други инциденти се спасени околу 100 мигранти. Пронајдени се телата на маж и дете на возраст од околу 10 години, кои биле дел од групата од над 30 луѓе чиј брод во петокот се преврате додека се обидувале да стигнат до островот Самос. Гледавте на актуелните информации од светот, следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.